Во денешниот ден имаме активни пожари во потегот на село Крушевица, во потегот на село Бонче, кај Партизанка во близина низ Викендици имавме интервенција, во потегот на село Зрзе почетен пожар и локализиран, и сега возобновен на манастирот Трескавец, под манастирот Трескавец. Исто така имаме пожари во потегот на село Забрчани и Мраморани, кон Дубјачани, и во потегот на Горно село. Наши екипи работат на терен, имаме сознанија од јавување на граѓани дека има намерно палење, така и со случајот во село Зрзе, почетниот пожар, и во потегот на Горно село и во Забрчани и Дупјачани. Имаме сознанија дека во потегот на село Зрзе фатен е сторителот, органите на прогонот си ги преземаат своите надлежности. А во Горно село што се случува, кој го подметал, се знае ли? Не, немаме таква информација. Знаеме дека имало видено возило намерно каде што палат со джип, а други сознанија немаме за тој потек. Прилеп и граѓаните на Прилеп овие недела дена се справуваат со огромна огнена стихија, која што се испоставува она што кажав пред неколку дена, намерно се направени овие пожари, се јавуваат во исто време на различни места, затоа дока се денеси видените можеби фатени сторители во близина на населеното место Зрзе, околу манастирот Зрзе. Исто така се случи намерен пожар во близина на Мраморани, населеното место. Мислам дека што повеќе треба на терен да бидат соодветните надлежни институции, да превземат мерки и конечно да бидат казнети сите овие сторители кои создадоа огромна материјална штета, финансиска штета на општина Прилеп, општина Долнени и целиот овој регион кој е опфатен од пожарите. Да, исто така, не дај Боже, виднина и да се случи некоја човечка жртва. Значи, ветерот е силен тука, се наоѓаме во близина на манастирот Трескавец, се шири од подножјето спрема манастирот, еве дупатам во ова прилика апел до доброволци, до населението на Прилеп, сите добронамерници, доколку имаат можност и време да бидат тука, да го заштитиме манастирот, да бидиме, да делуваме превентивно, да не се случи и огромна катастрофа. Исто така, огромен пожар имавме и во близина на населените места Бонче и Крушевица во Мариовскиот дел. Стигнат беше пожарот до населеното место Крушевица, имаше голема опасност да биде запалено селото, меѓутоа со надчовечки напори на жителите на тоа населено место, на јавните предпријатија екипите, е локализиран до негде и тој пожар. И еве како што добив информации, во близина на Никалдин моментално е локализиран пожарот. Огромна огнена стихија, работат сите, голема благодарност до сите кои беа вклучени во гаснењето на овие пожари, граѓаните, јавните предпријатија, противпожарната единица, населението од околните населени места, приватните предпријатија и сите добронамерници. И голема замерка дали постои и кризен штаб на владата, бидејќи во овие денови со ова огнена стихија со која се соочуваме, не видов нити еден владин представник да дојде од соодветните надлежни институции да ги посети пожарите и да упати апел или помош за гаснење на истите. Освен неколку пати, во неколку наврати имавме и благодарност за тоа делување на авионите да биде спречен и локализиран поголем пожар во околината на Трескавец.
под контрола, вие под контрола. Иди само. Ами брат, лајчки време има. Само виде, овие внимавајте да не се Земја. Имаш? Е па добро, чим те качиле, добро, ајде. Дај ме научи. Напад остави около тука да бъде около снега и иди горе. Дорче, ајде. Ај, провери дали е патено, да кажи. Да кажиме. Кај ќе барајам те жиде? Подавај. Са не се лад. За него треба. Битола тука со возилото. Најверојатно хунскиот напад во пожарен дел кога се влезот на градот се опожарил. Колобаи се во градот. Така што Тож битка се водеше кому го забранија на Варашка.